Сите кои сте читале Библија помалку или повеќе, без разлика дали малку или повеќе сте читали или сте имале, што знам како да кажам, врска со црква, врска со нешто што има врска со религија, знаете дека во Библијата има запишано многу чуда. Чуда има еден куп. И ќе почнете ги гледате едно по друго, ќе се колку ги има, камо и ние или камо јас да сум дел од сето тоа. Од самиот почеток, од Евангелието според Матеј, кој ќе тргнете па натаму, не можете да избегнете дека во Библијата или во Новиот Завет, ајде барем ако ништо повеќе, пишува за чуда. Земете го Исус за пример. Имаше чудесно раѓање, Божик го неодамна помина, чудесно раѓање, имаше еден чудесен живот. Една чудесна биографија имаме во 4 Евангелија Матеј, Марко, Лука и Јован, заради тоа што обично знаете биографија кога се пишува, последната глава од биографијата со 3-4 реда ќе речат си умре, го погреба таму, тоа се случи. Биографијата на Исус во најголем дел, повеќе од 60% се усмерува на неговата смрт и воскресение и зошто дојде всушност на оваа земја. Чудата понатаму дојдоа дека се исполнија некои работи што Исус ги вети дека беше на земјата, на пример доаѓањето на Светиот Дух, формирањето на црквата. Беше нешто што се случи откако Исус умре и реално беше чудо. Вие знаете, една шака луѓе што се разбега при Христовата смрт, до денеска Евангелието, христијанството како најголема религија во светот, не може да не е чудо. Ако сакате да дискутираме повеќе, можеме, ама тоа е реалноста. Ама, чудата со себе си носат и некои проблеми. И чудата и сите тие ствари што се случуваат носат проблеми кои и ние некои пати како верници кои ја читаме Библијата знаеме па и да ги зголемиме повеќе. Денеска сакам да зборуваме малку повеќе за една работа, една разлика што сакам да имаме, а тоа е кога зборуваме за Христос, кога зборуваме за христијанството, колку зборуваме за суперхерои некои си таму, колку зборуваме за исцелители некои си таму или колку зборуваме за спасение кое Христос решил да ни го даде. 2 недели се мислев како да го срочам малку ваму таму, читав доста. И на почетокот сакам да кажам една работа. Ако има ствари со кои нема да се согласите, ајде да разговараме на крајот. Затоа што мислам од некои ствари мене ми станаа појасни кога почнав да копам некои коментари и работи и сакам реално да ги споделам со вас. И првото прашање е што е чудо? Што дефинирате како чудо? Ајде да чуем. Исцеление. Антибиотикот или некоја надприродна сила? Некој пати не знаеме, нели? Нешто очекувано, неочекувано. Земете речник. Да почнеме да читаме. Дефиниција за чудо во речникот е ваа, вика невообичаен, пријатен настан кој не може да се објасни со природни или научни закони и затоа му се припишува на некое божество. Например, ако сакате, мртовец воскреснал. Тоа е чудо. Нели? Викаме нешто надприродно го направило, не може туку така да се случило. Ама, вториот дел од дефиницијата за чудо, ако читате во речник, вика впечатлив настан или развој кој придонел да се случат добредојдени последици. Например, чудо е што не се повреди повеќе. Дали е стварно исто чудо кога ќе воскресне мртвец и чудо е што не те згазија на пешачки преми? Чудо е овој школа што заврши. И тоа го ставаме чудо. Нели реално? Там. Ама зашто всушност ние зборуваме? Дури и тие кои се верници пак ќе кажем, и кои ја читаме Библијата подолго време, знаеме понекогаш да се задоволиме со вакви дефиниции. Господ направи чудо, сега сум здрав, а бев болен. Океј. За тоа ли зборува Библијата? Ајде да видиме. Денеска ќе зборуваме малку на тоа. И за да зборуваме малку повеќе, малку фокус да си дадеме, ќе земаме еден текст од Матеј, од 8 глава, тој си е текстот од 5 стих па до 17. Матеј 8 глава, 5 до 17 стих, многу ви е познат, отворете си ги Библиите. Текстот оди вака. А кога влезе Исус во Капернаум, му пристапи еден стотник и го молеше велејќи: Господи, мојот слуга лежи фатен дома и многу се мачи. Исус му рече: јас ќе дојдам и ќе го исцелам. А стотникот во одговор му рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, туку кажи само збор и мојот слуга ќе биде исцелен. Зашто исто и јас сум подвластен човек, имам војници под себе, па му кажувам на едниот оди и тој оди, на другиот дојди и доаѓа, а на својот слуга направи го тоа и тој го прави. А кога Исус го чутоа, се зачуди и им рече на оние кои го следеа: вистина ви велам, во никого во Израел не најдов толкава вера. И ви велам дека мнозина ќе дојдат од исток и од запад и ќе седнат со Авраам, Исак и Јаков во Царството небесно, а синовите на Царството ќе бидат фрлени во крајна темнина, каде ќе биде плач и чкрткање со заби.
И Исус му рече на стотникот, оди си, нека ти биде како што си верувал. И неговиот слуга оздраве во истиот час. Тука. И кога Исус дојде во Петровиот дом, ја виде неговата тешта како лежи болна од треска. Ја допре раката неизина и треската ја остави и таа стане им служеше. А кога настапи вечер, му доведаа многу опфатени од демони, тој со збор ги истера духовите и ги исцели сите болни. За да се исполни кажаното преку пророкот Исаија, кој вели тој ги зеде нашите слабости и ги понесе нашите болести. Текстот е тој на кој ние сакам да се задржиме, малку така полабавко, ама ќе го погледнеме. Исус, ако било што е запишано за него во Евангелијата, многу често е поврзано со конкретно чудо или со нешто што се случило. Ова е исклучок. Во Матеј, само од првиот стих да почнахме да читаме, имаше едно друго чудо. Исцеление на лепрозниот. На еден губав човек кој дојде, бараше исцелување и Исус го направи тоа, го исцели. После овој текст, во Матеј, само во оваа глава да се задржиме, од 23 до 27 стих, Исус смирува бура. И до крајот таму, Исус исцелува еден кој беше обседнат од демони. Во една глава, еден куп чуда. Многу чуда, кои Исус тука ги направил и се спомнати овде на купче. Ама, ајде да погледнеме малку поинако. Ајде да погледнеме од повисоко. Ова ме принуди една кратка 15-минутна како порака сторија што ја слушав од еден човек. Сте се запрашали некој пати кој се може да прави чуда? Да си кажете, јас очекувам чудо, ама кој може да го направи тоа чудо? Историски гледано, две групи луѓе правеле чуда. Богови и магесници. Ајде, размислете малку. Историски во грчката митологија, ако читате римската митологија, боговите прават чуда. Или оние деми богови, полубогови, што се и они тук таму по некој чудо, некоја чудна работа ќе се случи, ќе направи. Или некој магесник ќе каже 2-3 магесни збора и ќе се случи чудо. Како сакате, кажете го. Ние денес не веруваме во магесници, демек, ама денес имаме оно што го нарекуваме суперхерои. И реално, ако погледнете во светот денес, кога прашате човек, кој може да направи чудо? Не верувам, ти сите речат Господ. Многу ги дека, што знам, некои со надприродни сили, надприродни моки. Знаете, во старо време, ако сте читале Господарот на прстените, има таму еден многу голем магесник, Гандалф, еден многу интересен тип има таму во, Господарот на прстените, во целата таа трилогија таму, Мерлин, мечот, на Артур и сите тие таму неговите, таму што се сите оние големите витези и така натаму. Денеска реално сите чуда се случуваат во универзумот на Марвел. Ако сте знаете за што зборувам, нели? Сите ги знаете, сите филмови од Марвел еден куп ги има. Патем почнав малку да копкам и беше интересно. И дури имате, нели има Википедија, има Марвел Вики. За сите ствари во Марвел универзумот што се случуваат и таму има наброено над 1000 суперхерои кои ги вклучуваат оние што се и во нашиот и во сите паралелни универзуми. Со други зборови, суперхерој може да најдеш за било што да ти го реши проблемот, ако не од овој универзум кај што живееме, од некој друг паралелен свет, ама ќе најдеме некој што ќе ти го реши проблемот. Значи, за човекот денеска, са малку карикирам, извинете, знам дека секој нормален улица не верува дека Супермен може да дојде да му го реши проблемот, ама реалноста е, она што ни се проповеда е дека имате суперхерои, кои имаат надприродни моки кои може да направат нешто, доктор Стрендж, на пример, и имате, ако некој луд верува во Господ, па Господ да му направи некој чудо. Тие се двете алтернативи. Која ќе ви биде трета? Затоа што сите магесници Марвел ги зема кај него во стриповите. Реално, ако погледнете малку повеќе. Ама уште многу одамна, уште во минатиот век таму, Честертон, еден многу интересен автор, рече бајките се повеќе отколку вистина. Не само затоа што ни кажуваат оти постојат змеови, туку ти ни кажуваат дека змеот може да се победи. Со други зборови, идејата на бајката и на чудо е дека има некој кој е над сето тоа што не обкружува, што може да реши проблем на надприроден начин. Тоа во секој од нас го има и затоа очекуваме чуда и само зборуваме за чуда и чудо ми се случи и чудо големо и така натаму и сите тие ствари. И на крај краиште Исус е еден од суперхероите, нели? Најпосле има на цела серија детски цртани филмови базирани врз Библијата се викаат Супербук. Ако има Супермен, може и Супербук, нели? Ама неќе да е така. Неќе да е така, затоа што ова не оди на тој начин. Ако ги погледнете било кои чуда запишани во надвор од Библијата,
Размислете на било кое чудо што сте го читале, историја, сте учеле, бајки сте читале, било што. Чудата функционираат многу поинаку отколку кај Исус. Имате една личност, ќе дојде, има некоја надприродна моќ, ќе направи нешто абракадабра, ќе каже било што, ќе се створи, ќе се создаде и ќе се случи нешто што никој не очекува. Вау, направи чудо. Вклучително и чудото што мртва принцеза со години што живее, ќе ја бакне принцот и ќе воскресе, нели, ќе живеат среќно до крајот на живот. Нели, и тоа е бајка, и тоа е надприродна моќ. Некаква си, да воскресеш мртвец со бакнеш. Тука. Чудата на Исус се многу поинакви. И точно за тоа сакам да зборувам денес. Извинете ми, малку подлог увод ви дадов тука, ама чудата на Исус се доказ, се еден показател и еден образец. Еден пример. Во која смисла? Дека они се дел од доказ од кој беше Исус уствари, дел се покажуваат на каде тој всушност води се во светот, ами во крајна сметка покажува една слика за тоа како ти и јас воопшто сме дошле до спасение. И затоа реков, ако не се согласите со нешто кое ќе зборуваме, ајде оставете, ќе го разговараме малку попосле тука. Оти првото нешто, во 17 стих, ако погледнете, ако се вратите назад, пишува, вика, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаја, кој вели, тој ги зеде нашите слабости и ги понесе нашите болести. Значи, очигледно, чудата што Исус ги правеше, требаше да покажат на нешто во минатото и да бидат дел од доказот за тоа кој е всушност тој. Кога ќе го видат Исус, кога ќе ги видат чудата, луѓето требаше да кажат, ова е доказ дека Исус е тоа што тврди дека е. Тоа беше една од тие работи. Интересно е да го погледнете стотникот. На брзина ги минуваме, нифти повеќе чудата ме интересираат. Ама стотникот кажува за себе дека е една важна личност. Вика Исус, извини, ама јас имам луѓе кои се под мене подчинети. Јас сум човек кој може да каже стани, заврши го тоа и никој не може да ми каже кој си ти да бараш од мене нешто. Стани, заврши. Јас имам авторитет, тој вели. Ама интересно е кога се врти на кај Исус, тој му вика, ама ти си далеку поголем авторитет од мене. Зошто? Ти не мора да го видиш тој кој му заповедаш да ја завршиш работата. Он не вика ти треба да дојдеш кај мојот слуга, вика ти контролираш се, ти само кажи, мојот слуга ќе биде здрав. Јас треба да го видам војникот, да му кажам, слушај, ти таму стани, заврши таа работа, а ти само можеш да посакаш и да се заврши. Ти имаш, викам, далеку поголем авторитет, кој надвишува се она кој јас го имам како авторитет. Многу интересен пристап. Не вика ти си чудотворец. Не вика јас знам дека ти си магионичар, ти си чудотворец, само кажи нешто ќе се случи. Вика ти имаш власт и авторитет. Мене ми е многу тешко кога луѓе зборуваат за Христос дека исцелува болни и вика и ние сега ќе исцелуваме болни во негово име. И се изедначуваме. Поентата не беше оти се случи чудо, поентата беше дека има право и моги да го направи тоа ако сака. Ако сакаш, вика, можеш да го направиш. Тоа Исус вика сакам. И завршена беше работата. Не можеме да прескокнеме тоа дека Исус никој не го гледаше тука како чудотворец. Да, имаше луѓе што се шетаа околу него, ти ги хранеше нели на чудесен начин, дека ги излекуваше на чудесен начин. Се тоа е супер, ама причината зошто го правеше Исус беше да даде една малку поширока и малку поцелосна слика. Кога јас растев, имаше една книга излезла од Джош Макдауел, вие што сте подолго време во црква ќе ви текне, се викаше Докази кои барат да донесеш пресуда. И таа книга беше напишана во два дела. Први дел па втори дел. Првиот беше докази, па втората беше многу повеќе докази. И идејата беше таму, види кој е Исус, види што направил Исус, види како се случи, види ова не можеш да го објасниш вака или онака, можеш да го објасниш само вака или онака, значи имаме доволно показатели дека Исус е Бог. Убав начин, убав пристап, малку можеби по-модернистички и апологетски начин на пристапување на работата, ама едно нешто тука малку фалеше. Знаете, времињата се сменија. Денеска луѓето не дебатираат дали го има Бог или не. Денеска луѓето повеќе дебатираат од јас што сум зборал, што има тоа врска со мене, дали го има или го нема. Отколку дали е тука или не е тука. Ти можеш да си спремен да кажеш да ти докажам дека Бог постои. Океј, да, добро, ти верувам. И сега? Ама Бог постои, ама за тебе, умре за тебе, воскрес, ма нема. Фала ти многу, ти имаш право да веруваш што сакаш, јас имам право повторно да верувам што сакам. Значи не е толку денеска битно дали некој направи чудо. Веј Супермен прави чудо. Доктор Стрендж прави чудо. И ако гледате таму, пак ја го спомнам Марвел универзумот, колку пати суперхеројот со некоја своја надприродна моќ ќе го дигне дури и тој што е више полумртов умрен од иден веќе. Патем. Тоа сум го спомнал и порано.
Не ве терам да гледате филмови, ама имаше еден филм Бетмен vs Супермен, ако се сеќавате на него, каде што Бетмен победува. Видите гледа на тој филм? А знаете зашто Бетмен победи? Затоа што луѓето се побуни и рекоа, кој е тој што не можеме да го сватиме ни од кај доаѓа ни што прави, да ни кажува нас како е право и правда. Не ви личи нешто ова? И потоа кога го убија Бетмен, кога го убија уствари Супермен, мора да го воскреснат во следниот филм затоа што немаше поента. Ако немаш нешто кое е над, што е трансцендентно над човечкото, немаш основа врз која може да се бори зарно или лошо. By the way, што викаат, Бетмен не е добар или лош карактер. Бетмен знае да биде лош, знае да биде добар. Како и секој човек, интересно. Не се, тоа е една друга тема за која друг пат може да зборуваме, ама поентата е дека денеска луѓето очекуваат малку поголема слика да добијат за Исус, отколку само глеј да ти докажам дека чудата постојат. И првата работа е, ако Исус е тоа што тврди дека е, тогаш чудата се неопходни. Ние мора да ги прифатиме. Ние не можеме да кажеме Исус е спасител и целител, ама од кај го знам ја него ти може да ми помогне мене денеска во мојот проблем, во мојата зависност, во моите тешкоти во живот. Од кај па да знам ти може? Ако велам дека е Христос Господ, ако се го носам името христијанин, тогаш чудото е неопходно нешто. Чудото е неопходно. Зборувам за чуда кои ги прави Бог. Има една друга логика денеска, бидејќи не верувам во чуда, Исус не може да биде тоа што е. Тоа што тврди од тие. Јас не може да поверувам дека може човек да направи, дека Бог може да направи чудо, затоа Исус не е Бог. Една чудна извртена логика, која, повторно ќе кажам, не врши работа. Бара многу вера да кажеш дека не може да се случи чудо. Јас сум разговарал со луѓе што викаат, јас верувам во Бог, ама не можам да верувам во чудо. Па како? Ако Бог е создателот на се, како може да бидеш безбожник, да викаш ја не верувам во Бог, а се нарекуваш христијан? Двете работи не одат заедно, знаете, не може да ги вклучат. Кога ќе кажеш веќе ниту во Бог, ниту во чуда, ниту во ништо не верувам, јас се уште не сум сретнал човек кој стварно го живее животот на овој начин. Ево, најотворено ви кажам. Кој не верува во Бог, не верува во чуда, не верува во ништо, освен по себе си. Може би го вика дека е така до моментот дека не се разболи и не отиде на болница. И тогаш почнуваат проблемите, и тогаш почнува леле, аман, дај Боже, или нели, сите тие ствари што се прават тука. Ама ајде прашајте се, или поставете си го прашањето ако сакате. Како знаеше стотникот дека Исус може да му помогне? Доаѓа кај Исус и му вика, ти можеш да ми го исцели слугата. Кај знаеш? Немаше флаери, немаше брошурки испратено на сите страни, ево гледате Исус чудотворецот. Имаше во Скопје пред неколку години. Дојдете таму и таму во таа и таа сала, има човек чудотворец, ќе дојде ќе прави чуда, ќе исцелува болни, само слободно дојдете ќе завршиме работа. Па некако не профункционира на тој начин. Барем во Скопје не видовме така доди. Јас мислам неколку работи се случија. Првото беше дека размислуваше за тврдењата на Исус дека тој е Бог. Бидејќи вика ти го имаш авторитетот над се. Интересно е. Он му дава него божествени атрибути. Патем, можеше да го види неговиот живот. Можеше да види како Исус се однесува со луѓето околу него. Можеше сите тие работи да ги види. Како се однесуваше во толпа, кога беше сам, кога ги хранеше, кога не ги хранеше. Ја виде силата во крајна сметка, ја виде љубезноста што Исус ја имаше. Го виде Исус во неговата целина. И она што нас ни треба денеска, реално е да го видиме Исус во целината, во целата негова полнота, а да не го гледаме само како чудотворец, како некој супермаркет во кој ќе отидеме, Господи Исусе Христе спаси ме, Господ ќе те спаси. Знаете, онаа класична монашка молитва, Господи Исусе Христе спаси ме, и толку на тоа ќе останам. Зошто? Па спаси ме да си ја завршам работата сега, па после јас ќе си терам папа мој. Не. Ќе го гледаме како Бог, ќе го гледаме како Господ, ќе го гледаме како Спасител, ќе го гледаме како оној што умре за гревот, во целата негова свопфатност. И да, правеше чуда, и да, верувам дека и денеска прави чуда. Се собра во една личност. Ако ја одвоиме личноста на парчиња, Исус Спасителот, Исус Чудотворецот, Исус ваков, Исус онаков, го немаме вистинскиот Исус и немаме вера, браќи и сестри. За жал, многу е лесно луѓето денеска да го сакаат Исус како Чудотворец. Или како еден брат од порано од црквата во Македонија што зборуваше, сите ја сакаат вика на метката на Исус, ама никој не го сака Христос. Сеќавате на крстот кога го убија Исус? Фрла вика жребка да му земат облеката. Зашто?
Таа им беше потребна, да ќарам нешто од него. Не ми беше важен дали е Бог или спасител. Не, тоа не смее да биде нашата ситуација. Да продолжам понатаму, реков, чудата на Исус покажуваат на каде тој го води светот. До тука мислам дека сите се согласуваме. Од овде натаму малку ќе ве натерам да размислувате малце поинаку. Прво, Исус не покажуваше со чудата само колку е моќен, туку покажуваше како сака всушност да биде светот, кој тој во крајна сметка го создаде. Нели пише во Библијата дека Исус беше уште од пред создавањето на светот. Или како еден автор, Ворен Вирсби, што вика, во основа сите чуда на Исус се справуваат со страдањето на човековата раса. И ние тоа го знаеме. Викаме, Исус, секое чудо што го направи, се справи со некој проблем во однос на човечката раса. Кога беа луѓето гладни, да јадат. Нели, кога беа болни, ги исцелуваше. Кога вика, Боже, биди милостив на мене грешникот, им даваше спасение. Нели тука. Сето тоа го гледаме овде. Ама, ај сакам да го споредам Исус со, повторно, ајде да речеме со суперхероите денес. Кај да не збориме за магиосници таму за некои работи. Ама суперхероите. Замислете Исус да беше супер. Доаѓа на земјата и вика, вие не ми верувате мене, дека јас сум над човек. Сега ќе погледам онаа планина таму и ќе ја разнесам. Бум. Сега ќе отидам во стратосферата и ќе се спуштам од другата страна и ќе го решам проблемот. Паднал авионот, сум го грабнал, сум го спуштил, ево никој не загинал. Гледате колку сум моќен и силен. Христијанството, Христос не функционира на тој начин. Апсолутно не функционира на тој начин. Не го гледате дека дига нешто во воздух, нешто прави, заради тоа што идејата беше на секое негово чудо да покаже на каде оди светот, или ај ако смеам да кажам, како всушност требаше да биде светот. И како всушност треба, ај да кажам така, да биде светот. Ние зборуваме дека Исус направи страшно многу чуда. Самиот Јован, се сеќавате во 21 глава, 25 стих вика, а има и многу други работи што ги направи Исус, но ако се запишуваше едно по едно, мислам дека напишаните книги не би можеле да бидат сместени по целиот свет. Многу чуда вика направи. Всушност има некои автори викаат дека Исус беше вика во Палестина, во негово време, тешко да имаше болни луѓе. Тешко на лекарите за 3 години. Веројатно останаа без работа. Ама 3 години беа замина, се заврши. И си замина. Ама чудата, тој исти автор што го спомнав претходно, покажуваат далеку наназад, да ви кажам, браќи и сестри, и далеку напред. И тоа е онај дел кај што сакам малку да се задржам повеќе, бидејќи ние сите, знаете, кога зборуваме, јас памтам, јас по мене ќе ви кажам, често кога зборуваме за чуда со некој ќе рече што е чудо, ќе речеме чудо е кога Бог интервенира во природниот свет, нели, и прави нешто невообичаено. Јас научив нешто што ми ја промени тој став малку, затоа што еден автор вика дека чудата примерно не се укинување на природните закони, туку всушност обновување на природниот закон како што Бог го создаде од почетокот на светот. Ајде да размислуваме малку поинаку. Кога ќе се случи чудо, светот е таков како што требаше да биде. Кога не се случува чудо, светот е таков како што Бог не сакаше да биде. Сакам да ве натерам да промените малку парадигмата на размислувањето. Тоа не го кажав јас. Тоа го кажа еден многу паметен човек, еден Јурген Мултман, еден германски филозоф, ако сакате. Ај ќе ви ја прочитам целата, се мисля дали да читам, ќе ја прочитам целата негова изрека за ова. Вика, кога Исус изгонува демони и ги исцелува болните, тој од созданието ги брка силите на уништувањето и ги исцелува и обновува создадените битија кои се повредени и кои се болни. Господството на Бог за кое сведочат исцелувањата го обновува созданието во здравје. Исцелувањата на Исус не се надприродни чуда во природниот свет. Тие се единственото вистинско природно нешто во свет кој е неприроден, демонизиран и ранет. Најпосле вика, со воскресението на Христос започнува новото создание. Омика парс протото, таа е една латинска, во целото негово единство со распнатиот Христос. Со други зборови, што сака да кажа? И мислам дека е во право, знаете, ме замисли малку за ова. Секогаш кога во светот се случуваат лоши работи, ние може да кажеме, ето, гледай што се случува кога светот не е како што треба да биде. Бог не го создаде светот да биде вако. Ние го кажуваме тоа, ама викаме чудата се промена во тој свет. Не, чудата се обновување на тој свет како што требаше да ни биде од самиот почеток на ова. Многу интересно. Зошто го кажам ова? Затоа што
кога чудо ќе се случеше, можеше да се завртиме и да погледнеме што се случува наназад, што правил уствари Бог наназад. Создал совршен свет. Сеќавате првите 7 дена на созданието. И се беше добро. И создаде Бог мажот и жената, и се беше добро. И немаше проблем, и немаше кавги, и немаше расправи, и се беше совршено, и се беше супер. Дојде гревот во светот, се не беше супер. И кога дојде веќе гревот во светот, Бог почна да прави што? Чуда во тој свет, за може да ни покаже како всушност требаше биде светот. Знаете, тоа е начинот на кој можеме да гледаме на чудата во стих 11 што го читавме, вика мнозина ќе дојдат од исток и запад и ќе седнат со Авраам, со Исак и Јаков во царството небесно. Ова веќе покажува дека чудото ќе биде како некој македонец ќе поверува на зборовите на некој евреин, роден пред 2000 години и ќе стане дел од небесното царство. Ај размислете го ова на тој начин. Не ли е тоа едно чудо кое го обновува она што Бог сака да го види во светот? Да се шири, викаме, како се молиме во Отче наш молитвата? Да дојде царството Твое. Друго што викаме, да биде волјата Твоја. Каде? Како на небото, така и на земјата. Кој ќе ја изврши Божјата волја на земјата? Оние што се откупени преку крвта Христова. Оние кои го прифатиле тој Христос, таму спасител пред 2000 години и рекле ова е Бог, кој преку чудото на спасението, кога ме спасува, ме прави нова личност и ме става во еден нов однос, да исполнам Божјата волја на земјата на начин на кој тој од самиот почеток го предвидел и го испланирал. Многу убава работа. Знаете, Псалм 96, исто така еден псалм, едно време пеевме песна, но псалма ја заборавме песнава, и ви велам дека нека се радува небото, нека се весели земјата, нека се огласи морето и се што е во него. Нека ликуваат полињата и се што е на нив. Тогаш вика ќе се зарадуваат и сите дрвја по шумите пред Господа. Зашто доаѓа да исуди на земјата. Псалмистот вика, не луѓето што ќе се радуваат, дрвата ќе се радуваат. Труп да си ќе се радуваш кога ќе дойде Господ. Зошто? Оти Господ иде да исуди на земјата. Знаете кој се радува да оди на суд? Тој што е невин, да ја докаже невиноста. Тој што е виновен не се радува да ќе дојде на суд. Ова е нешто кој ќе се случи во иднина тука, што го спомнува самото слово, за тоа каде Бог го води светот. Замислете си дека еден ден, она што Господ вика тука е дека ќе има едно чудо кое ќе исцели се. Нема да има болни, нема да има тага, нема да има проблеми, нема да има смрт, нема да има ништо. Ништо од тоа што нас ни прави проблеми. Нема веќе раздвојување, нема кавги, нема расправи. Имаме едно апсолутно совршенство. Ама тоа мене ми кажува дека на Исус нема е драго кога сето тоа постои во светот, ништо повеќе кога што мене и тебе не ни е драго. Ни јас ни ти не сакаме болки, маки, страдање, ниту Исус сака болки, маки, страдање. Јас не можам да ги тргнам тие болки, маки, страдање, Христос може. И сака, и го прави тоа, затоа што сака. Тука. Сега, која е примената за нас денеска? Како што Исус има праведен гнев и не ги сака тие работи, треба да биде тоа и мојата и твојата работа иста треба да биде. Не сакам грев, не сакам лажење, не сакам крадење, не сакам невистини, не сакам манипулирање, не сакам ништо од тоа. Не ја сакам болеста, не ја сакам бедата во овој свет. Зошто не ја сакам? Заради тоа што не е природна. Не е она што беше од почетокот на созданието. Што да правам? Јас не сум Бог. Не можам да го направам чудото да ги нема. Ама можам да се борам против тоа на начин на кој мене ми дошло. Јас не можам да ги спречам сите да лажат во овој свет и да крадат и да се безбожни и зашто, ама јас може да не сум таков. И ти можеш да не си таков преку силата Христова. Тоа е решение кој ќе си го донесеш сам. Тоа не е решение кое јас може да го донесам за тебе или јас ќе влезам во црква и сега по дефолт ќе ми се прифати тоа што го прават сите и мене ќе ми се припише. Не ќе да е така. Верата е лична. Вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши и поголеми од нив ќе прави. И овој стих многу пати се злоупотребува и се вика, ако Исус лечеше, ние ќе лечиме двојно повеќе. Ако Исус 3 години исцелуваше, ние 30 години ќе исцелуваме, ќе прави. Не ќе да е така. Има и поинакво тумачење на овој стих. Знаете која е тука поентата? Мнозинство луѓе ќе има кои ќе следат иста агенда која следеше Христос додека беше на земјата и како резултат на тоа многу повеќе ќе се случи она што Господ сака да се случи.
Колку повеќе луѓе го проповедаат Словото, толку повеќе луѓе ќе се спасуваат, толку повеќе луѓе ќе живеат како што бара Христос, толку повеќе ќе се промени маката гревот тагата во светот. Нема да е еден Христос кој дошол, нема да се 12 апостоли, нема да се 3000 луѓе, нема да се 500 луѓе што го видат како се вознесува, ќе видат милиони и милиони луѓе кои денеска се по светот и за кои Библијата вика дека се светло и сол. Ти и јас треба да бидеме дел од таа група луѓе што се светло и сол. Ако не сме дел од тоа ново создание, не сме Христови. Точка. Ни повеќе, ни помалку. И нешто многу важно тука, знаете. Секогаш кога Исус врши чудо, знаете што му беше најважно? Да ја спомне верата на личноста на која помага. Ние забораваме, знаеш, идејата на како луѓе ај Господ нека ме исцели, златен Господ ме исцели, готово га ја завршив работата си замина. Христос секој исцелување, погледнете го тука, го врзува со вера. Со нешто што ти и јас треба да го имаме. Да, има едно место кај што вика Библијата, Боже, помогни му на моето неверие. И убава молитва. Боже, помогни му на моето неверие да верувам како што треба. Ама тоа не значи дека јас не можам да седам и да кажам, јас верувам во, јас го прифаќам ово. Ако ви кажам дека на крајот на оваа денешна богослужба ќе се радуваме со семејствата чии деца имаат денес роден ден, ми верувате? Ако не верувате, ќе видите. Така е. Тоа е вистината. Тоа е реалност. Ама кажеш, не ме интересира, ќе се излезам сега, нема да видиш. И нема да вкусиш. Мора да имаш доволно вера, да кажеш, дај да пробам дали е вистина. Исто со верата во Господ. Јас мора да кажам, Господи, ако стварно си ти тој, што викаш дека си, ево, јас ти се предам, дај да видиме што ќе стане. Нема друг начин. Направи го тој чекор. Не, ќе порачам од Амазон, ќе ми дојде вера. Не може тоа, така не функционира, извинете, стварно не функционира. Ама верата на личноста е спомната цело време овде. Кога жената го допре, се сеќавате, вика шо? Верата твоја те спаси. Кога една друга жена дојде го молеше да ја излечи керката, што вика? Оди, ваква вера не сум видел. Немојте да ги издвојувате чудата што Господ ги прави, промените што Господ ги прави од верата. Не е фора да јас ќе дојдам во црква, Господ да ми го реши проблемот и ќе си заминам да си живеам како Господ да го немало никој пат и веќе тука. Не, далеко од тоа. И така треба да биде и во оваа црква. Од една страна, треба да им кажеме на луѓето дека оној Исус во кој ние веруваме е еден Исус кој жив е, да, спасител е, може да ти помогне во проблемите, ама сака ти помогне и во твојот грев да го решиш, сака ти помогне во твоите земни физички работи да ги решиш, дека не е само тука да ти исполнува желби, туку е тука да те натера да му служиш по вера, верувајќи дека ако стварно му служиш, еден ден ќе бидеш заедно со него на небото. А и оде на земјата ќе уживаш со браќата и сестрите и се она што ти го дава како благослов тука. Нема човек што ја ставил својата вера во Христоса да не почувствува благослов. Таков нема. Повторно затоа што Бог е добар. Ама истовремено нема само да проповедам. И ќе викаме, ако имаш проблем, ако сакаш да разговараш, дојди ќе разговараме. Ако ти треба помош да разбереш повеќе, дојди ќе разговараме. Ако ти си гладен, ако имам ќе ти дадам, ако немам не ти дадам, ама ако имам ќе ти дадам да јадеш. Ама нема храната да ја замени дискусијата за верата, нема облеката да ја замени дискусијата за твојот секојдневен начин на кој треба да живееш. Тие две работи нема да ги раздвоиме. Тука. И секогаш, повторно, секогаш, кога ние ќе помогнеме на некој, викаме, јас не сакам човеков да страда. Јас не сакам во овој свет да има ваква или онаква мака. Јас сакам секој да може да се радува во она полнота што Христос ја имаше за секој човек од создавањето на светот. И која ние денеска немаме, заради тоа што стварите се изменија заради гревот. Ама треба да завршам за неколку минути и сакам да завршам со ова. Чудата на Исус се изслика на тоа како тој не спаси мене и тебе. Ако Бог те спасил, ево еден од начините како Бог всушност го направил тоа. Знаете, не само што го нема страдањето. Сакам да ве вратам во Евангелието според Матеј во 4 глава, каде што Исус беше искушуван од сатаната. Сеќавате, 40 дена беше Исус во пустината, дојде, беше таму и дојде сатаната да го искушува. Како што си доаѓа на секој од нас, секој ден, секој сат, да не кажеме.
и секој пати кога сум на семафор. Матеј 4 глава 3 стих. А ако си син Божи, вика, заповеда овие камења да станат лебови. Направи магија, бе, нахрани ме. Христос тука се уште немаше направено чудо на нахранување на 5000 луѓе. Ви текнува. А што му вика Сатана? Стварно си супермен? Ајде направи, најади на сите. Направи храна бар за тебе, не мора за сите други. Исус создаде леп од ништо малтене. Кога ги хранеше 5000, таму се сеќавате, 2 пати хранеше големи мноштва луѓе. Ама кога тој сакаше на негов начин, за негова слава. А некој викаше, ајде направи го тоа, покажи се дека си некој голем. Треба надприродна сила. Не. Понатаму во 6-тиот стих од 4 глава вика, а ако си ти стварно, вика, син Божи, ако стварно, рипни бе од тука од оваа висока планина. Сеќавате колку пати Супермен рипа или Спајдермен рипа од згради од 100 спрата надоле, па се ги спасува луѓето што имаат проблем? Ајде, биде Супермен. Покажи се, нека те видат сите дека стварно си тој. Не, уште ако имаш маска и наметка, уште поарно, нели, ама, ајде без тоа ќе помине. Или за те видат брендот Супермен, да се знае кој си што си тука. Фрли се. Знаете што му вика Христос? Ако погледнете ова во склоп на Божиот план за спасение, поентата беше, ако Христос е Супермен, не можеш да го проводиш со копија. Не можеш да го захваш на крст. Како тогаш ќе не спаси? Сте размислувале за тоа? Ако Христос требаше да биде само чудотворец, само над човек, ако смеам така да го кажам, до кај ќе беше? Да ве вратам на таа жената што имаше проблем со крварењето, што се допре до Исус. Што рече Исус? Вика, некој се допре до мене, викат, кој луѓе се бутаат до тебе. Дали забележи што рече? Вика, сила излезе од мене. Тој не беше Супермен што не чувствува ништо, стиска дугме и се случува. Беше ранлив како ти, како јас. Знаеше, што не велам дека ќе му се исцедеше силата и ќе умреше. Далеко од тоа. Ама ни кажува дека беше доволно човечен да каже, нешто се случи тука. Колку повеќе правеше чуда, со кој покажуваше дека и тој е слаб како и сите други околу него. По човечки гледан како човек, непријателите вика, мора да го убиеме. Интересно, колку повеќе чуда правеше, луѓето беа посигурни, оти можат да го убијат. На ниедно место во Новиот Завет нема прочитате, не вика, дајте да го убиеме пред да стане посилен. Не, туку вика, дајте да го убиеме додека не тргнат да го следат. Зошто? Нив им беше страф од неговата порака. Од она што тој беше во целата негова целина. Вака вика, никој човек до сега не зборува, велеа луѓето. Овие чуда не може да ги прави никој ако Бог не е со него, вика Никодим. Тој истиот Бог ни покажува како не спаси. Бидејќи првиот начин на кој го покажа најголемото чудо беше дека Бог стана како еден од нас. Освен гревот. Да се чудиш што ќе јадеш, да се чудиш што ќе пиеш, да се чудиш кај ќе живееш. Вика, птиците небески имаат гнезда, јас немам кај да легнам, глава да си ставам. Јас сум бил во таква ситуација. Лично. Тоа го кажува тука. Вика, ево, тоа се случува. Неговите во крајна сметка супер способности го направија чувствителен на болка, страдање и смрт. Ако Исус дојдеше како надчовек кој не може да се убие, со што ќе покажеше дека толку многу не сака, што е спремен да... Што? Да ги утепа сите да покаже колку го сака, колку не сака? С краја да е. Во Матеј 8:17 да се исполни кажаното преку пророк Исаја кој вели тој ги зеде нашите слабости и ги понесе нашите болести. А вика тука. Овој стих е многу злоупотребуван. За овој стих ќе треба друг пат да зборуваме. Таму овој стихот е во свршена форма. Ги зеде и ги понесе и ги заврши. Ако го цитирате како што мнозина го цитираат или го користат, би требало да значи дека ниеден верен човек не е болен и нема проблем. Минато свршено време, готово. Погледнете го во оригиналот ако не ми веруват. Ама не е така. Поентата е нешто друго. Христос дојде да страда како ти и јас, да пати како ти и јас, да умре како ти и јас. Тоа беше поентата. И го направи точно тоа.
И како што Исус мораше да стане слаб, за да покаже својата моќ во воскресението, секој од нас ќе мора да се понижи и да каже: слаб сум, болен сум, гревот ме јаде, гревот ќе ме уништи, Господи, помагај. И тогаш Бог ќе го направи на чудо, што го нарекуваме новото раѓање. Ќе го смени човек, ќе го застане пред себе си и ќе каже: сега те гледам како чист, како свет праведен, како мојот син Исус Христос. Сега си тој променет човек како што треба да бидеш. Знаете, он ни ја даде тој образец, тој трк да се манифестира чудотворната моќ на неговата сила преку слабоста. Не преку тоа чекај да ти кажам што јас можам, туку чекај да ти помогнам преку тоа што ќе се понижам и ќе бидам слаб. Во Библијата читаме кога апостолот Павле зборува, вика: не многу од вас што сте верни сте силни, моќни, славни, познати и не знам си какви. Ама вика Бог одлучи во својата мудрост преку слабоста да ја покаже својата сила. Кога човек ќе ме погледне мене и тебе како верници во овој свет, треба погледне да каже: кој бе овој да ми збори за Христос? Треба да го каже тоа. И да му го дадеш одговорот: јас сум никој и ништо ако не беше Христос кој умре за мене. И како што него ферма до крст, јас сум волен мене да не ме слушаш, ама размисли за тој што умре на крстот. Тука е моќта во слабоста. Не е чекај да ти кажам колку јас знам теологија, јас магистрирав теологија, јас докторирав теологија, ајде да седнеме да дебатираме Библија едни со други, да ти покажам колку јас сум моќен и силен. Не е тоа поентата. Поентата да бидеме слаби, за да покаже тој неговата сила и моќ. Мислам дека еднаш ова го спомнав, ама ќе го спомнам уште еднаш и со тоа ќе завршам. Имаше многу познат филм во 80-те години, се викаше Огнени кочеи. Многу интересен е за Ерик Лидл. Еден шкотски тркач кој трча на Олимпијада 1930 и некоја година, точно тука за време на нацистите кога се. Тука треба да трча на 100 метри, ама трката е во недела и тој не сака да трча во недела затоа што јас ќе очестувам Господа и во недела нема да работам. И затоа трча на трка на 400 метри на друг ден. Победува на трката, неговото сведоштво станува неверојатно, ние ги учиме и децата, имаме цела лекција за Ерик Лидл и што значи неговата вера, ама малку луѓе знаат дека тој се спремаше да биде мисионер. И после Олимпијадата всушност заминува како мисионер во Кина. И работи како мисионер во Кина се до својата смрт за време на Втората светска војна, кога всушност го затвараат во концентрационен логор, каде што е со сите луѓе, со еден куп други луѓе, кај што има и деца, и мажи, и не знам си какви. И тој почнува и работи со децата, сака да им даде начин да се чувствуваат нормални. Сака да им даде начин да ја почувствуваат нормалата која ја немаат во тој концентрационен камп. Умира од, ако не се лажам, од тумор во мозокот. Ама до последниот ден се жртвува својот комфор, кај што можел како американец во кинески затвор да се седи да си биде мирен, го дава својот комфор, за да може на друг да му помогне и да му угоди да направи нешто до својата смрт. И умира за тоа. Ако го следиме образецот што ни го даде Исус, и ти и јас ќе може да правиме чуда. Знаете кој чуда? Чуда да го пренесеме Евангелието, за другиот да поверува во Христос и преку мојата и твојата слабост, јас колку знам, ќе ви кажам, другиот ќе рече: сега јас верувам во Господ, сега јас го смени својот живот, сега јас добив вечен живот. Што сакате поголемо чудо? Ама со него ќе добиеме и браќа и сестри тука на земјата и ќе добиеме можност на луѓето да им кажеме за тоа кој е навистина Бог. И нека стварно Господ ни помогне кога ги гледаме чудата. Само за кратко ќе кажам, да ги гледаме како обновување на сето она што Бог го сакаше за секој од нас од самиот почеток. А не на нешто леле се случи. Ајде, ден на небото нема потреба од чуда, затоа што вика Библијата ќе го гледаме таков како што е и секој биде онака како што тој го замислил од почетокот. Амин.